Ја жалам, председателе, што во отсуство на нашиот координатор дадовте некоја информација за која што навистина не можам од моје име да потврдам дали и навистина стигнало такво писмо. Не, јас ќе ве потсетам, а исто така јавноста добро знае, за она наше поднесено барање согласно членот 20 став 2 од Деловникот на Република Македонија, кој што вели: седница на работното тело свикува председателот на работното тело. Председателот свикува седница и ако тоа го побара председател на собрание или најмалку 1/3 од членовите на телото, кои треба да достават материјал за прашањето што предлагаат да се стави на дневен ред на седницата. Јас колку што знам, бидејќи потпишана сум на тоа барање, заедно со останатите колеги кои што исполнуваме квотата од повеќе од 1/3 членови на Комисијата за прашања на избори и именувањата, минатата недела доставено е до вас вакво барање за да се свика седница на Комисијата за прашања на избори и именувањата со доставен материјал, точка на дневен ред да биде разгледување на предлог на уставни суди во Уставниот суд на Република Македонија. Може би за ова нешто имате да ми кажете, а за однос на тоа дали писмо стигнало до координаторот, ние конкретно до вас поднесовме според Деловникот член 120 став 2 барање за свикување на оваа седница со материјал, со конкретна точка, меѓутоа за жал, како што кажав и минатиот пат, очигледно Деловник, собраниска пракса и така натаму важат само тогаш кога вам ви одговара. Што ќе кажете на нашето барање, подпишано од соодветен број на пратеници со даден материјал за свикување на седница, ама за жал таа седница до ден денес не е свикана. Така да немојте со двојни аршини, јавноста барем треба да знае дека овој Деловник во ова собрание најмалку се почитува, особено од страна на оној кој што прв треба да го почитува, што да кажеме за останатите. Ви благодарам.